Почувани добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Околу 150.000 евра инвестира општина Кочани за првата фаза од изградбата на улицата Енгелсова, што го поврзува градот со населбата Оризари. По завршувањето на подготвителните работи, во моментот се работи на асфалтирање на коловозот со должина од околу половина километар. Новото сообраќајно поврзување на Кочани со населбата Оризари, што како еден од приоритетите беше најавен од локалната самоуправа, почна да се реализира. Активностите за продолжување на постојната улица Енгелсова се во тек со нејзиното асфалтирање. Со реализацијата на првата фаза се постигнува 50% од поврзувањето на Кочани со Оризари од овој дел на градот, односно за целосно современо сообраќајно спојување ќе останат околу 460 метри, што ќе се реализираат во втората фаза. Во првата фаза се работи на потек од половина километар, каде претходно беа извршени подготвителни работи со поставување водовод, канализација и рабници. Компанијата Стоименов, која е изведувач на градежните работи, поставува асфалтен слој со дебелина од 11 см и широчина од 4,5 метри. Местното население од Оризари изразува задоволство што конечно се асфалтира улицата, која меѓу овдешните жители е позната како Пазарски пат и е сообраќајна врска што со векови ги спојувала Кочани и Оризари. Средствата за асфалтирање на Енгелсова, како и на улицата Миршо Арсов кон местноста Пресечена скала, се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, која одобри износ од 20 милиони денари за поврзување на селата Оризари и градче со Кочани. Од општината велат дека благодарение на поволните временски услови на терен се одвиваат планираните градежни активности, па покрај асфалтирањето на Енгелсова се работи и на улицата Мишо Арсов, која излегува на главниот пат кон селото Градче во должина од 1,5 километар. Со тоа се придонесува за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини. Реализацијата на проектите е овозможена со мерката развој на јавната инфраструктура во руралните средини преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Објавен е конкурсот за доделување 30 стипендии на општина Кочани. За паричната помош може да конкурираат студенти кои студираат на државните универзитети во Македонија, а предност имаат оние кои се на медицинските науки и на другите дефицитарни струки во општината. Општина Кочани по 11-ти пат годинава го распиша конкурсот за доделување 30 стипендии на студенти кои се нејзини жители, а се школуваат на некоја од јавните високообразовни институции во државата. 10 стипендии ќе бидат наменети за студенти од социјално загрозени семејства, по 5 за лица од ромска етничка заедница и за студенти на факултетите за медицински науки. Останатите се за студентите кои постигнале висок успех во студирањето. Доколку на јавниот конкурс не се пријават доволно студенти од ромската етничка заедница и студенти кои се запишани на факултетите за медицински науки, или пак ако нивните пријави се оценети како неприфатливи, тогаш со одлука на градоначалникот средствата за нив ќе им бидат прераспределени на студентите од социјално загрозени семејства кои ги исполнуваат условите според редоследот на изготвената ранглиста. Месечниот износ на општинската студентска стипендија е 3000 денари, а ќе се доделува за период од 10 месеци. Распределбата на стипендиите ќе се реализира со бодување на кандидатите според остварениот успех во текот на студирањето, а предвид ќе се земаат и материјалните можности на семејството на студентот и дефицитарноста на струката. Како дефицитарни кадри во општината, за оваа студиска година, што е основ по кој кандидатите може да добијат 5 бода, утврдени се студентите на технолошките факултети, на текстилно инженерство, ветеринарство, музичка уметност, виолина и виола, хемија и биологија. Пријавата и потребните документи се поднесуваат до едношалтерската канцеларија на општина Кочани најдоцна до 6 декември, а условите и критериумите за доделување на стипендиите се објавени и на општинската веб страница. Секоја година истиот проблем – поплавени подруми, мокри дрва и зимница. Станарите во зградата кај трговскиот центар на улицата Маршал Тито со гумени чизми влегуваат во своите подруми, бидејќи имаат вода постојано.
Во сите надлежни институции се обратиле за решавање на проблемот, но наидуваат само на празни ветувања. Од водата во подрумите почнала да попушта и зградата, па станарите се плашат од евентуална катастрофа. И не само при поројни дождови, туку и кога ги нема дождовите, водата во подрумите на зградата кај трговскиот центар на улицата Маршал Тито постојано ја има. Станарите мака мачат со поплавените подрумски простории кои не можат да си ги користат, ниту да чуваат дрва и зимница. За состојбата да биде уште посериозна, од постојаната влага и вода, веќе попуштаат и пукаат и зидовите од надвор, па станарите се плашат од евентуална катастрофа. Бараат итно решавање на проблемот, оти како што велат, ситуацијата е тешка и неиздржлива. Имаме проблем со водата тука. Сега моментално немаме ни дождови, ништо нема. Паднато со месеци, а вода имаме у подрумите многу. Значи, смета, не е само тука, значи целата зграда, од Балкан Лукс до Кармин е пуна со вода. Може да се види тоа и на снимката. Така да тоа се шире, значи влага се ствара и смета тука на станарите. Не само јас, ово зборам јас и од моје име и од името на сите станари тука што живееме. Тука сме негде околу 60 души луѓе, они оставија на мене тоа, значи јас да ја потерам работата, меѓу тоа. Друго имаме проблем. Беа доваѓале од водовод пуштини тамо преку директорот Андреј, за да дојдат да видат и да се отклоне кваром, мислејќи дека ќе биде тука кај мене да се копа, удворија со копањето, али исклучи дека не е од тамо и они сумњат дека е тамо негде кај Балкан Лукс од таа страна. И отидеа тамо и тамо се исцрпи водата, доаѓа пожарната, ништо не биде. И сега луѓето останаа со таа намера да се тера да можеме ние да гонеме работа. Како ќе гонеме ние работа ако некој не ни помогне? Ние сме жители на овај град, ние плаќаме за оваа вода. Значи, тоа е страшна работа, нема што да кажеме. Со години, значи не е решен проблем уопште. Со истата проблематика е упознае ни градоначалникот Николча, знае и он тоа, и тоа многу убаво знае, и беше кажал он дека ајде нека се изваде водата, вика па ќе пратиме комисија, да дојде комисија, па да видиме што е одека доаѓа таа вода, да може да се санира тоа и да се заврши таа работа. Станарите си имаме многу голем проблем со ово. Почнува да мирише, нагоре оде на кај становите, мирише, кога отвориш вратата, оно нагоре се дига самата влага. Утре други ден може ке ни попушти и зградата тука, темелите што ги имаме. Па ако се направи, ако е бетонско тоа, се попушта, тоа си има век на трајање. Значи, треба да се преземат мерки. Значи, апелирам до градоначалникот и до директорот Андреј да се преземат работа многу озбилно и да дојдат тука да ја санират работа и да се направи тоа што треба да биде. Канал 8 стапи во контакти со одговорните од КЕП Водовод, од каде велат дека не се надлежни да решаваат приватни проблеми на згради и куќи. Многу пати им излегле во пресрет на овие станари, иако не е во нивна надлежност, но сепак проблемот е на станарите и треба заеднички да се договорат и да си повикаат стручни лица, кој ќе им каже од каде доаѓа водата и каде лежи проблемот, па заеднички да го решат. Стришанската чешма некогаш беше символ на љубовта, се потсетуваат постарите жители на Стришани. Чествување на Свети Архангел Михаил по 10-ти пат со собир пред чешмата стара над 100 години. Со реновирањето на Стришанската чешма пред 10 години се возобновија и празничните собири. Жителите на Стришани и други кочанци се собраа на чествување на празникот Свети Архангел Михаил, заеднички да му одадат почит на ангелот кој е нивен заштитник. Годинава кумот на славата Мишко Божинов, заедно со постарите жители на Стришани, организирале и направиле богата трпеза, која што ја благословија свештениците од Кочанскиот храм. Божинов, како овогодишен кум, порача да се задржи традицијата на собири на Стришанската чешма. Свети Архангел Михаил, патрон на чешмата на Стришанска чешма, на стришанчани. Драго ми е што гледам луѓе од сите фамилии од Стришани, од Андовите, од Андоновите, Гајдата, Жавата, сите, Вражалци, Пикалци. Давна трае, уште кога беше чешмата доле кај Гавето, па после тука и така.
Стришанската чешма останува символ на малото кога некогаш тука произлегувале првите љубови, собирања и средби, кои засекогаш останале во сеќавањата на постарите жители. Кочанскиот православен храм Свети Великомачени Ѓорѓи ги поддржува ваквите собири и свештениците го пресекоа и благословија празничниот колач. Кумството за до година го презеде Стојан Ласков, а жителите си порачаа собирот од година во година да биде уште помасовен, а традицијата да продолжи. Осумнаесет крвни единици беа собрани на крводарителската акција што Општинската организација на Црвен крст Кочани организираше во Средното училиште Гошо Викентиев. Радува податокот што доста млади својата скапоцена течност ја даруваа за прв пат. Крводарителска акција ќе се спроведе и во гимназијата Љупчо Сантов. Во рамките на спроведувањето на годишниот план за организирање на крводарителски акции, Општинската организација на Црвениот крст Кочани акција за дарување на крв спроведе во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Меѓу другото, Црвениот крст организираше и мотивацијски работилници. Денеска во Средното општинско училиште Гошо Викентиев во Кочани се спроведува редовна крводарителска акција. Ова е втора планирана акција за 2019 година во училиштето. Самата акција се организира од страна на Црвениот крст и Центарот за институционална медицина од Штип. Акцијата започна од 9 часот и ќе трае до 15 часот. Ова се планирани активности кои Црвениот крст ги реализира во средните училишта со цел вклучување на млади дарители кои имаат потенцијал да станат и повеќекратни дарители понатаму. Инаку сакам да напоменам дека вчера се одржа и мотивацијска работилница за крводарителство на кој присуствуваа ученици од 4-та година. За време на оваа работилница беше објаснат самиот процес на дарување на крв и беа дадени препораки за тоа што треба да се направи пред самата акција, за време на самата акција и после самата акција, со цел да се запознаат учениците со текот на дарувањето на крв и со крводарителството, затоа што зборуваме за денеска поголем број од самите ученици кои ќе даруваат крв ќе се и првократни крводарители. Иста ваква акција планирана да се реализира и во Средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани, која ќе се спроведе во месец декември. Акцијата и во двете училишта се спроведува во соработка со медицинската екипа од Оделот за трансфузиологија од Штип. Инаку, Општинската организација на Црвениот крст од Кочани продолжува со реализирање на редовните крводарителски акции, кои што се организираат секој последен четврток од месецот. Следува информацијата од спортот. Активностите на членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово продолжуваат викендов со нов марш за освојување на планинските врвови. За внедела се најавува искачување на планината Витоша во соседна Бугарија. По успешно реализираната планинарска младинска еколошка едукација што се одржа минатиот викенд, Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани продолжува со реализација на годишната програма за работа со нови активности. За предстојниот викенд најавено е искачување на планината Витоша во соседна Бугарија, односно на неизината највисока кота Црн врв на 2290 метри. Се работи за четврта планина по височина во соседната држава, чие подрачје во 1935 година е прогласено за национален парк, кој е прв на Балканот. На врвот се наоѓа метеоролошка станица во која е прилагодена чајна кујна за планинарите во случај на неповолни временски услови. Инаку Црн врв на планината Витоша се смета за втор најветровит планински предел во Бугарија. Еднодневната планинарска акција нашите планинари ќе ја реализираат внедела, а рутата по која ќе се изведе маршот влегува во категоријата лесни патики и просечно се потребни околу 2 часа за искачување на врвот. Тоа значи дека за маршот можат да се пријават поголем број заинтересирани кои и рекреативно се занимаваат со планинарење. Заради координирање на активноста, неопходно е претходно да се пријават кај претседателот на Планинарскиот спортски клуб Осогово, Тошо Антов.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.